Ви благодарам со оглед на тоа дека сме на крајот на дискусијата по однос на буџетот за 2020 година. Би сакал само да изнесам две констатации во однос на две карактеристики кои беа спомнати за овој буџет во 2020 година и кои останаа, би рекол, главна тема на целата дискусија околу буџетот. Првата, од негативната страна, наративот дека се работи за буџет за купување на гласови пред избори. И втората, она позитивната приказна дека се работи за буџет за инвестирање во човечки капитал. Во однос на првата, она би рекол највидливата и најмногу експлоатирана дискусија во однос на буџетот, дека ова е буџет за купување на гласови, мислам дека фактите говорат малку различно. Би рекол дека овој буџет не е буџет за купување на гласови. Буџет за купување на гласови би одел последнава логика е дека одите на тоа да покачите плати на администрација, на наставен кадар, на медицински кадар и така натаму, и дека подразбирате дека имате определено видување дека сите овие граѓани кои се во јавниот сектор вработени добиваат покачување на плата и дека автоматски според тоа на следните избори ве наградуваат, односно гласаат за вас. Пораката која сакате да им ја упатите е дека ако сме власт, ќе имате повеќе пари, повисока плата, ако не сте власт, односно ако дојде некоја друга власт, вашите плати отидоа надолу, значи зависите, вашата иднина зависи од нас и на тој начин вашиот интерес е во тоа ние повторно да бидеме власт. За ова да функционира и ова во пракса да се преточи, би требало да поверуваме во барем неколку претпоставки. Но кој би можел да поверува во тие претпоставки во денешната ситуација и особено со искуство кое го стекнавме во изминатите 3 години? Број 1, плата се покачувала во јавен сектор пред избори и пред оваа влада. На секој кој покачувал плата пред избори не му било гарантирано дека на тие избори ќе извојува подобар резултат и дека автоматски ќе формира влада. И исто така логичното прашање кога ќе им го упатите на тие ваши потенцијални гласачи е еве да дојде некој друг на власт. Дали тоа значи дека ќе ви ги укине тие привилегии, односно ќе ви ја намали платата? Одговорот на ова прашање е логичен: не, нема. Со други зборови, ако вие денеска решите изгласате буџет во кој ќе ги покачите платите на наставниците, на администрацијата, на лекарите, тие можат комотно на 12 април да излезат, да ви речат фала ви многу, ние знаеме дека кој да формира влада, после тоа тие пари ќе останат кај нас и ќе видиме што нудат како избор или како опција и ние ќе решиме да ве казниме. Значи, комотно можете да ги зголемите платите, да поттикнете да излезат и на крајот да ви се врати назад, односно тие да гласаат против вас, бидејќи не веруваат во што сте го нуделе или веќе еднаш биле излажани за тие ветувања кои ги слушнале од истите оние кои денес ги повторуваат. Главното прашање денес е дали некој кој ќе излезе на изборите следниот пат, а денес гледа каков е буџетот, ќе поверува дека ќе направите прогресивен данок. Нешто што, например, би можело да биде добро за добар дел од гласачкото тело во државата. Или барем така ценеше Социјалдемократскиот сојуз пред изборите. Дали некој од нив ќе поверува дека ќе го исчистите воздухот? Дали некој ќе поверува дека ќе донесете повеќе странски инвестиции? Реално, мислам дека бројот на граѓани кои би поверувале во таа приказна повторно е многу ограничен. Втората работа или втората претпоставка која многу се вртеше околу овој буџет беше онаа дека ова е буџет за инвестирање во човечки капитал. Логично прашање би било: доколку навистина имате буџет во кој сакате различно од претходно да инвестирате навистина во човечки капитал и да ги задржите луѓето таму каде што се активни или да постимулирате уште подобри кадри да дојдат во тоа? Дали во тој случај за половина милиарда евра кои очигледно ги имате и ги планирате за нов клинички центар, не би преферирале да ги инвестирате во медицинскиот кадар?
Впрочем, во Македонија во моментов имате клинички центар во Скопје, во Тетово, во Штип, во Битола, имате градска болница, стара градска болница, нова, значи имате изобилие на објекти. Нити еден од нив за овие 3 години не е затворен или не е преструктуриран, што значи сметате дека се потребни, а од друга страна знаете дека бројот на пациенти нема да расне, ќе се намалува. Зошто тогаш би инвестирале половина милиарда која имате во згради? Многу поинтелигентна порака би било не. Ние на поинаков начин од сите претходно би ги инвестирале овие пари и би ги насочиле во човечки капитал. Подобри доктори, подобар медицински персонал, подобри услови за работење за нив, повисоки плати. И би дале шанса тоа да заживее. Втора предпоставка, да беше буџет за човечки капитал, сигурно ќе размислевте пред да ги покачувате платите во администрација, да внесете фактор за учинок. Значи нема ништо кое убива енергијата во администрација повеќе од тоа да видите дека има луѓе кои работат многу, добиваат иста плата, луѓе кои не работат ништо, примаат иста плата, луѓе кои не доаѓаат на работа, примаат иста плата. Значи власт која размислува во насока на тоа дајте човечкиот капитал да го мобилизираме, прво ќе размисли за овие 5, 10, 15, 25% кои ќе ги направиме како зголемување на плати, како да направиме дистинкција помеѓу тие кои решиле да работат, да се посветат, и тука имате добар дел од администрацијата која влече напред, и оние кои преферираат да бидат на улица Македонија, например, во текот на работното време и не влечат напред. Тоа би покажало сигнал дека навистина имаме некој вентил кој сака да направи нешто поинако од она што сме го правеле предходно. Линеарна награда во јавна администрација е најголемата контрауслуга што може да ја направите за сите што имаат човечки потенцијал. Трето, да навистина бевме фокусирани на тоа да имаме човечки капитал и тој човечки капитал да го задржиме во земјата, па кој при здрав разум би менувал 2 пати во 3 години даночна политика? Секој студент на макроекономија во прва година учи дека има 2 работи со кои не треба да се играте: валутната стабилност и даночната политика. Во 1,5 година да смените диаметрална позиција во однос на даночна политика, вие го убивате капиталот на сите оние кои се конкурентни. Тие луѓе кои сакаат да влечат напред, еднаш им викате ќе ве оденочиме повеќе, не, нема да ве оденочиме, ќе се вратиме на тоа старото. Ете ви примери, 3, кои имаме потешкотија да поверуваме дека се работи за буџет за човечки потенцијал. Впрочем, и премиерот сам јавно констатираше, имаше доблест, јас би рекол дека има слабости во администрацијата, понуди дури и решенија, што е можеби без преседан во македонската политичка историја, за префрлање на администрација во јавен сектор. Тоа беше многу експлоатирано, тоа е нешто што сериозно би влијаело на човечкиот потенцијал и во јавна администрација и во приватен сектор. И што мислите, каде е со тој проект? Колку луѓе се префрлени, колку луѓе се искористени во приватниот сектор, колку луѓе, да речеме, кои можеле да придонесуваат повеќе, го направиле тоа? Не. Се работи за идеја која не е поддржана со мерки. За 3 години барем 2 работи можеше да се направат, ако навистина ни значеше тој човечки капитал да го задржиме. Број 1, зголемувањето на плата да биде поврзано со учинокот. Значи, кога ќе зголемувате плата не на сите линеарно, него да ставите барем фактор на она зголемување кое ќе го направите, кој е поврзан со учинокот. Дали некој седи, дали некој испорачува, и во голем дел од административните работи тоа може да се направи. И втората работа, од 500 милиони кои ги имате на располагање за унапредување на здравството, да сметате дека голем дел од тоа е многу попаметно да се инвестира во човечкиот капитал кој ќе ни го снема, а многу помалку во згради и во хардвер, би рекол, кој го имаме на видум и на претек, бидејќи бројот на пациенти ќе се намали во следниот период. Заклучок, бидејќи не се согласувам со критиката дека се работи за буџет за купување на гласови, мислам дека ова е буџет за абстинирање. Ова е буџет со кој вие не им давате покачување на определен број на граѓани или на потенцијални гласачи за да гласаат за вас, туку се што правите во овој буџет правите за тие да не излезат.
Со други зборови, вашата цел е оние пари кои ги имаме во моментов, да кажеме дека се за човечки капитал, но да се потрудиме дека оние кои ќе добијат покачување завршат со впечатокот овде ништо не се менува. Се е исто како што било претходно, ние не можеме да ги смениме тие параметри, повторно иста награда ќе следи за сите и што работеле и што не работеле, и на крајот на денот најдобро да останете дома. Значи не е буџет за купување на гласачи, не е буџет за да ги натерате да излезат, ова е буџет со кој целта е да не излезат, односно да се разочарани најголем број на граѓаните и да се сведе изборниот процес на попис на партиски поддржувачи. Во тој случај разликата би била најмала. Доколку онаа маса на неутрални кои во нормален изборен процес би ја определило судбината или исходот на овие избори, владачкото мнозинство е убедено дека тие ќе имаат поголем мотив да гласаат против, отколку да гласаат за, заради разочараните очекувања и креирани пораки кои во минатото не биле испорачани, а имало можност да се испорачаат, и затоа за нив најдобро е сеете дома, не се замарајте, се е постаро и уживајте, ние ќе си тераме со оние опции со кои се проверени и во тој случај резултатите ќе бидат најблиски и најнеизвестни. Доколку сметаме дека е поинаку, ви предложив неколку чекори кои убеден сум дека било кој интелигентен предлагач на буџета, а сигурен сум дека многу интелигентни луѓе работеле на овој буџет, не случајно е вака изработен, значи буџет за неизлезност на избори, би предложиле друг тип на мерки. И не би се впуштале во авантури од типот на ќе покачиме даноци, ќе воведеме прогресивен данок, па нема да поведеме, ќе се задолжиме дополнително за дополнителни згради, нема да ги третираме на ист начин сите во јавна администрација. Конечно, веројатно овој буџет е добро програмиран за целта која сака да ја постигне, но јас би рекол дека можеби треба да оставите определено ниво на разлика, на резерва, дека можеби и оние кои ги планирате да не излезат, сепак би препознале во бројни мерки од овој предлог буџет причина повеќе да излезат. Тоа е она што ќе се брои на следните избори. Ви благодарам.